5 месеци и жителите на улица Илинденска во Пехчево се жалат дека се вознемирени од прегласни верски молитви. Тие досега реагирали и кај поединци институционално, но добар епилог за нив се уште нема. Кое време сака си пушта музика, проповеда нешто, некој што знам, имаме сознание дека тоа е незаконски и поготово, еве да ви кажам примерно во Јорданија кога беше има пуштено многу гласно и јас отидов кај него и го предупредив да ја намали музиката, дека не треба да пушта такви работи. Видов оти нема фајда од тоа и отидов во полиција. Од општината знаат за проблемот на овдешните жители, но за нешто да превземат, бараат конкретна поплака од нив. До Советот на општина Пехчево нема пристигнато официјално писмено барање за разгледување на овој проблем и заради тоа ние советниците не сме имале основ да поднесеме барање до општината и до градоначалникот за да добиеме образложение каква дозвола за градба имаат, каков е тој објект и што смее таму, а што не смее да се прави. Заради тоа јас не можам да ви кажам кои би биле понатамошните чекори и што би се преземало во врска со тоа, затоа што ги немам потребните информации. За сега нема никакви податоци за карактерот на верскиот објект кој работи на улица Илинденска. Градежната дозвола од општина Пехчево своевремено била издадена за изградба на стамбена куќа, но нема податоци за тоа. Дали истата во меѓувреме е пренаменета? Телевизија Стар образложение за активностите на верниците во спомнатиот објект во Пехчево побараа и од исламската верска заедница. Од таму конкретен одговор најавија за утре. Случајот кој освен на улица Илинденска актуелен станува и во Пехчево стигна и до полиција, а поводот се прегласните молитви. СВР постапи по поплаката и извршен е разговор со лицето. Изречена му е опомена. Доколку проблемот се повторува, граѓаните можат повторно да пријават и ќе бидат преземени по натамошни действија. Велат од секторот за внатрешни работи Штип. Соседите од Линденска се при крај со трпението и нивната намера да си го вратат спокојот е категорична. Тие веќе организираат потпишување на петиција, која ќе ја достават до Советот на општина и ќе бараат решение на проблемот. Се најавуваат и протести, но и граѓанска непослушност.